Секој ден различни теми во фокусот, а се со цел да бидеме во чекор со оно што е важно и актуелно како кај нас, така и во светот. А оно кое што е доста актуелно во последниве години и оно кое што навистина рапидно напредува е вештачката интелигенција и роботиката и зема удел во било која област или поле од нашиот живот. А кога зборуваме за шахот и тоа како нели зема замав и во овој дел, па затоа сметавме дека е важно да отвориме една ваква тема. Малку да се информираме за тоа како технологијата го менува учењето и стратегијата и што се случува со шахот во ерата на вештачката интелигенција. Ова е една главна тема, имаме и други теми и прашања во оваа насока, но еве накратко или вовед во нашиот разговор пред да го представам мојот гостин. Кога машината игра подобро од човекот, дали шахот ја губи душата од историскиот момент на Deep Blue против Гари Каспаров па до денешните супер мотори како Алфа Зеро, машините не само што победуваат, туку тие играат поубаво и поинвентивно. И тука се поставува прашањето дали шахот како уметност и човечка креативност се губи кога најдобрите идеи доаѓаат од алгоритмите. Современите шахисти се потпираат на програми како Stockfish за анализа и подготовка, па дали тоа создава подобри играчи и генерации што веќе репродуцираат отколку што разбираат и колку е тенка линијата меѓу напредокот и губењето на оригиналноста. Ако зборуваме за роботиката и за иднината на шахот, со развојот на хуманоидните роботи и автоматизирани системи, како и концептот на човек-машина, се поставува прашањето дали иднината ќе биде надпревар меѓу луѓе, машини или тимови на човек со машина. И дали тоа ја менува суштината на шахот како еден интелектуален дуел. Многу прашања и се разбира љубопитни сме за повеќе одговори. Пред да ви го представам мојот гостин кој што ми се чини дека е најсоодветната личност со кој што може да зборуваме на оваа тема, ќе ги слушнеме и размислувањата на граѓаните. Прошетавме малку низ центарот на Скопје и ги прашавме оние кои беа расположени за одговори. Дали сметаат дека технологијата го менува шахот, што е она кое што го најавува иднината и кое е нивното размислување за тоа дали со вплеткувањето на вештачката интелигенција во шахот како игра се намалува човечката креативност. Па ајде да ги слушнеме нивните одговори. Дали вештачката интелигенција го подобрува начинот на кој се учи шах? Шах за се треба, не само за шах. И вештачка интелигенција треба и за хирургија, за се. За се треба, само како ќе се употреби во правилна мера. Тоа е, мислам, дека најважното. Апсолутно да. Да. Дефинитивно не. Не, мислам дека не го подобрува, чак што и мислам дека лошо влијае. Лошо влијае за младите поготово. Па би требало, да. Па не знам, ја искрено да бидам, не играм шах, меѓутоа претпоставам дека би било подобро само иницијативно да се игра, бидејќи си го развивате сопствениот мозок. Вештачка интелигенција не знам зашто би употребувале ако сакате да сами да развивате својата интелигенција природно. Дали користењето на технологијата ја намалува креативноста кај шахистите? Кај шахистите не знам да ви кажам право. Мислам дека интелигенцијата сега за младиве не чини. Па правилно ако се користи, да. Ама ако постојано се користи, мислам дека не, дефинитивно. За шахистите не знам, ама дека се намалува креативноста, апсолутно сметам дека да. Со користење, мислам нормално дека вештачката интелигенција помага многу, меѓутоа дека ќе ја намали креативноста, мислам да. Можда да. Вика дека се тие многу интелигентни што играат шах. Па мислам дека да, меѓутоа не мора да значи. Толку кои имаме веќе искусни шахисти, претпоставам дека тоа може само да им помогне плюс дополнително да развијат и нови методи и начини на играње. Дали иднината на шахот повеќе зависи од човекот или од технологијата? Најверојатно од човекот. Сепак од човекот. Човекот како и секогаш што зависело. Од човекот. И се друго зависи од човекот. Од технологијата. Мислам дека од човекот пред се.
поделени мислења, различни мислења и некако балансот во ова ќе речеме дека се оние одговори каде што да, ќе има удел вештачката интелигенција, дали ќе користи или не, зависи ние како мудро ќе искористиме. Па ајде да видиме како тоа мудро може да се искористи кога е шахот во прашање и се разбира на овие наши прашања и теми кои што ги имаме денес во оваа насока. Зборувам со Орце Данчевски, кој што е интернационален мајстор, FIDE тренер и прв наставник по шах во Македонија, познат на нашите гледачи, особено оние кои што сакаат да се занимаваат со шахот или уште од мали нозе, како сме зборували во минатото Орце и за децата и за сите оние кои некако ги имаме како потенцијал, а тоа треба навистина да се искористи. Добро утро и добро дојдовте во Утредска неделя. Добро утро и благодарам за поканата. Интересна тема, верувам ќе се согласите, особено во вашиот домен, каде што зборуваме дека денеска вештачката интелигенција е присутна секаде, но кога зборуваме за вакви стимулативни игри, за игри кои што имаат своја голема историја, за веќе докажани апсолутни бенефити и резултати кај човекот, кога зборуваме за шахот, тогаш како тука ја вметнуваме вештачката интелигенција, односно си доаѓа со развојот на технологијата и која е нејзината улога? Секако, многу интересна анкета. Да. Бев пријатно изненаден од одговорите и од убавите одговори што ги дадоа обичните граѓани, кои што и не се толку навлезени во шахот како спорт, како наука, како уметност, но дадоа многу корисни, многу искрени одговори кои што на некој начин сум јас на нивната страна. Па вака, ова излагање би го почнал со 2002 година, кога тогашниот светски првак, и вие спомнавте во вашата најава, Гари Каспаров загуби од Deep Blue. Тоа е поразот на човекот од шаховските програми, каде што едноставно ја изгубивме битката. Ние шахистите, јас секогаш се шалам, велевме во почетокот на 90-те години, кога се појавија првите шаховски програми, велевме играш глупово како компјутер. За да кога изгубивме Каспаров, кога го изгуби мечот, сега велиме играш како компјутер во позитивна смисла, дека играш скоро без грешка. Така да, што беше интересно? Интересно беше дека од поразот на Каспаров, од шаховските програми Стоквиш, вие го спомнавте, да. Шаховските програми станаа составен ден од подготовката на идните шаховски велемајстори. Едноставно, во минатото, за да станеш велемајстор, да станеш јак шахист, беше потребна цела организација. Шаховски клубови, шаховски федерација, шаховски тренери. Со развојот на програмите, сето тоа стана во што и шаховски програм. Шаховските тренери станаа компјутерите. Новата генерација на шахисти потекнуваат од шведски прваци, сега зборувам како Гюкеш, како е сега младиот талент Синдаров од Узбекистан. Своето шаховско образование го стекнуваат во поголем дел од шаховските програми како Стокфиш, но за да се дојде до вистинските височини, до ниво на светски првак, неминовна е и човечкиот фактор, односно психолошката подготовеност на самиот играч, да. А тоа го прават бившите светски прваци, како што е Ананд. Ананд моментално е водаш на шаховската велесила Индија, кој што во овој момент во меѓу првите 10 играчи има 4 играчи во првите 10 во светот, и Ананд е тој светски првак кој што заедно со компјутерите во последно време со вештачката интелигенција создава следни идни прваци. Тоа секаде тоа се случува и во Кина, и во бившата Русија, во Узбекистан, во поголемите шаховски центри во светот. Значи, вештачката интелигенција е составен дел од напредокот на шаховската игра. Но ние, шахистите, си оставивме едно копче, Power Off. Едноставно, ние веќе не играме со компјутерите шах, не се напреваруваме со Alpha Zero, кој што, само да даваме за една споредба да сватат граѓаните на која ниво е човекот, на која ниво е Стокфиш, на која ниво е Alpha Zero. Најдобриот шахист Магнус Карлсен има 2800 рейтинг. Стокфиш има 3200, Alpha Zero има 3400.
А 100 поена разлика во рейтинг е една класа. Например, Фиден Мајстор е 2300, Интернационален мајстор е 2400, Велемајстор е 2500. И сега најдобриот човек Магнус Карлсен има 2800 рейтинг, Алфа Зеро 3400 рейтинг. Едноставно надпреварот не е возможен на толкава разлика. Во што се состои предноста на Алфа Зеро на програмите? Во точната длабинска пресметка на варијантите. Значи, компјутерите играат потези кои што ние не можеме да го разбереме. Значи, не е во нашите стратегии, во нашите книги што сме ги училе во минатото на начин на размислување, него нивната предност е во точната пресметка на најдобрите потези до 20 период. Човекот може да пресмета 4-5, во некои ретки ситуации до 8 потези, но компјутерот во секој потек ги пресметува првите 21 потек. Така да ние едноставно кој ќе одигра потез, ние тој потек не го разбираме и ќе го разбереме кој ќе биде касно. Така е, значи прави сублимација на тоа што до сега си постои како податок и од најдобрите шахисти, значи за најдобрите потези да речеме или оние кои што Тоа е шахот е екзактна наука, односно пресметка на варијанти, математика. И го наоѓа најдобриот пат со пресметка на безброј комбинации до 21 потек, а мислам дека Алфа Зеро може да оди уште подалеку до 30 потек. Значи може од првиот до 30 потек да пресметат најдобрата линија по која што треба се движи, а човекот нормално ние сме фактор грешка, грешките се случуваат многу често и многу брзо излегуваме од таа линија и компјутерите знаат како тоа да го казнат, само врз база на точна пресметка на варијанти. Така е. И сега ако да речеме еве и дел од одговорите на граѓаните кои што ги затекнавме и тоа кое што на крајот го кажа кој ќе го има последниот збор и дали во напредокот ќе биде човекот или вештачката интелигенција, веројатно не можеме да бидеме конкретни. Ќе има удел и тоа и тоа. А веројатно не очекува и време каде ќе постојат и директни надпревари помеѓу се уште постојат тие, но не се релевантни, зборуваме ако зборуваме за првенствата. Но ако се да вратиме на суштината, на основата и на изучувањето. Вештачката интелигенција како тренер, како учител и промената нели во учењето и во самите стратегии. Едно е кога се предава шахот од страна на велемајстор, на човек, а друго е кога тоа го прави компјутер. Па ајде каде е тука разликата или да речеме што е препорачливо? Шаховскиот дел, стручноста, варијантите, точните потези, точните завршници и средишници, секако дека се ќе бидат во полза на вештачката интелигенција, конкретноста, но психолошкиот момент. Треба да сватиме дека шахот е 70% психолошка борба помеѓу двајца луѓе, двајца шахисти. Во овој момент се уште вештачката интелигенција не навлегла доволно длабоко во тој психолошки момент за да може да го замени еден Ананд, еден Гари Каспаров, кој што Гари Каспаров го има тренирал Магнус Карлсен, Ананд Гюкеш, кој што да му ја пренесе целата таа сложеност на тој сам шаховски меч за светски првак. Но најверојатно ќе дојде времето кога вештачката интелигенција ќе може и тоа да го пренесе. Тоа мислам дека брзо ќе се случи, но поентата и многу луѓето многу убаво и искрено одговорија дека преголемата употреба на вештачката интелигенција ја скратува креативноста кај луѓето. Тоа е дефинитивно факт и како што ние шахистите си оставивме едно копче power off на компјутерот и си играме помеѓу луѓето, претпоставам дека на сите области треба да постои такво едно копче да не дозволиме да се мешаат вештачката интелигенција во работи кои што ги тангираат само луѓето. Ако зборуваме од аспект на врвен шахист, на интернационален на мајстор, фиде тренер и генерално за информациите кои што ги имате и за светските велемајстори, колку често играњето со компјутер или со сега вештачката интелигенција представува предизвик за велемајсторите? Да, знаеме што можеме да добиеме од другата страна, но колку за една интересна игра, за еден предизвик, можеби за тренинг представува? Јас ви велам, ние престанавме 2002, пред 24 години престанавме да играме со компјутерите.
Кога изгуби Каспаров, веќе нашето его беше победено и престанавме Но не да постои се... ли љубопитноста што ново може да излезе? Да, постои тренерски оддел. Незамислив без Алфа Зеро, без Токфиш и без останатите АИ алатки кои што ни помагаат во тој тренержен процес. Значи да, за изучување на отварање, изучување на средишници, изучување за вршници, тоа е незамислив дел. Не постои шахист кој што нема компјутери, кој што не користи АИ ни програми. Но ние веќе не се надпреваруваме со нив. Не постои шахист во светот што е интернационален мајстор, фиден мајстор, велемајстор кој што има желба да се надпреварува со компјутерот. Едноставно човекот се уште или нели представува вистински Ние нашата борба, нашиот шахот како спорт си го ставивме во помеѓу луѓето и ние се надпреваруваме само помеѓу луѓето. Овде сакам да нагласам еден феномен што во последно време многу се негативна појава што се случува во светскиот шах, а тоа е појавата на читинг. Читинг, да, тоа сакам. Голем број на шахисти кои што не можат да достигнат високи височини се потегнуваат по начин на мамење, за користење на компјутерот во реална партија со друг човек. Имало многу такви случаеви, но ФИДЕ како Светска шаховска организација се развива во тој правец, формирана е специјална комисија, специјални методи, начини за откривање на таквите сторители. И тука се користи вештачката интелигенција. Stockfish, Alpha Zero се користи. Доволно е само во критичен момент да го пушти да дојде до контакт со тој програм и да одигра два јака потези, потоа човекот, јакиот шахист, може да си ја заврши партијата и со човечки ресурси. Но јас, моите ученици, и тоа е не само јас како тренер, него сите тренери во светот кои што сакаме нашата шаховска игра да се развива на еден фер, на еден витешки начин, ги учиме нашите дечиња тоа да не го прават и многу строго се казнуваат секој обид на мамење во шахот. Едноставно, шаховските програми треба да се користат за анализа на партиите, за вежбање, за тренинг, а не за користење против друг човек. Така, и фер играта е секогаш нели важен момент, односно на кој што се препорачува или кога се учи уште од мали нозе. Но ова што го споменавте за нели читингот или мамењето, постојат и анти-читинг технологии, претпоставувам дека за тоа и споменавте. И тука се применува вештачката интелигенција, значи кога се осврнуваме на корисно користење, тука може да има бенефит, а таа може да препознае кој всушност дава потези кои што се мислам дека последната година дена веќе да и нема појава на мамење во светскиот врв. Благодарение на вештачката интелигенција, на таа античитинг комисија во ФИДЕ, кој што едноставно со сите кинување на интернетот во просторијата кај што се игра, со детална прегледно на сите електронски уреди на шахистот, не сме во себе да има никаков електронски уред, и со анализа на сите одиграни партии преку проверка на вештачката интелигенција, дали е во некој момент користен или не е користен компјутер, мислам дека многу е намалена употребата, односно на мамењето во шахот во светскиот врв. Сега тоа малку потешко се спроведува на пониските турнири, на опените, на пониските нивоа, каде што самите организатори не се во состојба да ги обезбедат сите тие потребни услови што ФИДЕ ги гарантира за регуларен надпревар помеѓу двајца луѓе. Но што сакав да кажам, многу интересно што вештачката интелигенција, добриот тренер може да ја користи за олеснување на својата работа и за пренесување на шаховското знаење врз децата. Постојат голем број шаховски велемајстори кои што се одлични шаховски тренери и има изготвено веб страни каде што вештачката интелигенција одговара во името на тренерот, има голем број на ученици и на поставеното прашање самата вештачка интелигенција го разбира прашањето, го разбира што прашува ученикот и одговара соодветно исто како да е тренер. Затоа мислам дека во иднина најверојатно и најдобриот тренер ќе биде вештачката интелигенција. Но повторно ќе кажам, треба сето тоа да се биде внимателен,
да се постои едно копче power off, оној момент кога тоа ќе помине некоја нормална етичка човекова граница, да може тоа да се реагира. Значи би кажале вештачката интелигенција може да биде тренер и тоа би представувало или веќе представува револуција, но сепак контролирано од човек, така? Секако. Да биде секако. тоа контролирано заради тоа што ве гледаме и дека без разлика за која области да станува збор или оние истражувања кои што излегуваат на секојдневно ниво, дека има делумно работи кои што може да бидат и погрешни, не дека во шахот не се случуваат грешки, апсолутно да, но основата или учењето е особено важно. Имавме инсерти и од она кое што го забележав, а не е нешто ново, а тоа е играњето или вежбањето со роботи, роботска рака или роботчиња, она кое што исто така во прогрес, а тоа е роботиката и неретко може да се види од играње шаховска партија токму со робот. Како можеме да размислуваме во оваа насока или која би била прогнозата? Што е интересно за шахистите кога играат? За сега, оваа сфера е во рамката на маркетинг. Роботските фирми што производат роботи, прават такви роботи и ги користат само за маркетинг, за привлекување на внимание, деца играат чак со роботи, велемајстори играат чак со роботи. Не знам, може би во иднина ќе дозволиме и робот да учествува на шаховски надпревар. За сега тоа е во научна фантастика, но може би ќе се случи тој момент кога јас ќе седнам против мене ќе игра хумориден робот, али тој треба да ги почитува правилата како што ги почитува. Ама мислам дека до тоа нема да дојде затоа што ако роботот ја поседува вештачката интелигенција, го поседува чипот на тие шаховски програми што имаат 3400-3200 рейтинг, нема да има борба помеѓу човекот и роботот. Тя заврши партијата многу побрзо. Да, нема да има спортски дух, нема да има надпревар, нема. Да. И па се губи тоа кое што велиме дека е душата на шахот и кое е апсолутно важно во една игра или во еден интелектуален дуел или двајца противници, луѓе, кои што вежбале мали нозе шах и сега треба нели да ги измерат силите. Ако зборуваме сета за овие различни критериуми за нешто кое што ајде да кажеме со оглед на технологијата, па би можеле да претпоставуваме или се прашуваме како би одело во иднина, веројатно во тој поглед би требало се да се смени од критериуми во однос на организирање на првенства, па што би значило таа со таа конкуренција, па бодување и на крај никакви резултати или признание кои што би требале да се добијат. Тоа е сега се е регулирано во ФИДЕ. Се тоа што го спомнавте се е регулирано за европски првенства, светски првенства, мечеви, значи античитинг, значи сето тоа е регулирано и таа регулација треба да остане и понатаму. Ме сваќате. Со некои иновација, ама мислам дека нема да дојде моментот кога, односно нема да има момент човекот да се надпреварува со роботот, бидејќи тоа веќе е одамна загубена битка, него поентата ми беше повторно, треба многу да се биде внимателен во користењето на вештачката интелигенција, преголемато користење на самата вештачка интелигенција ја намалува креативноста кај човекот. Да. И кога зборуваме за креативност и за тоа што треба дополнително да се разбуди кога се игра шах или кога се вежба шах, тоа е особено важно и сме зборували и доста е познато, нели? Кога навистина ќе се поттекне уште од мали нозе или кај младите генерации. Тоа го правите вие успешно со академијата, но и со нели целоној проективе, да го кажем, или иницијатива за воведување на шахот како еден изборен предмет во училиштата. Во поголем дел од училиштата кај нас веќе тоа спроведено со продолжување на сето ова да се спроведе во уште многу повеќе. Ќе ги споделиме новостите во тој поглед, се разбира ќе искористиме оваа прилика за тоа и што е она кое што е најново или што би можеле да го најавиме. Се поголем број училишта, директори на училишта, наставници во самите училишта ја прифаќаат идејата шахот како изборен предмет во нивните училишта. Општините Ѓорче, Петров, Кисела вода, Центар, Аеродром, вчера бев во општина Берово и Пехчево, одиме во Струмица, во Штип, се поголем број општини го избираат шахот како изборен предмет. За да тој предмет заживее меѓу децата, мораме да имаме една синергија, една заемна комуникација помеѓу општините,
директорите на училиштата и наставниците. И тука нормално шахистите кои што треба да го олеснат и да го помогнат самото имплементирање на изборниот предмет шах. Сето ова многу добро функционира со Шаховската академија Данчевски, каде што насекаде ме прифаќаат со позитивна мисла и со дека работиме нешто навистина добро за нашите дечиња. Тоа е шахот да го введеме како изборен предмет од прво до седмо деление. Јас инсистирам да биде прво и второ деление со сите шаховски апликации, видеата на македонски јазик и книгата Ајде да играме шах. Да. Колку порано се почне, толку побрзо ќе развиеме креативноста кај дечињата, ќе развиеме логичкиот начин и многу когнитивни особености кои што се важни во секојдневниот живот, особено во овој модерен секојдневен живот, каде што се менуваат и работни места, сега постои веб дизајн, сега не постои, сега вештачка интелигенција го работи. Шахот е алатка кој што може да помогне кај секое дете да се вклучи во модерните текови на самото образование. Зошто ова го зборувам? Еден од главните придобивки што дечињата ги имаат кои играат шах, тоа е проблем солвинг, решавање на проблеми. Значи, кога играте шах, вие во секој момент решавате илјадници проблеми за да дојдете до најдобриот потек. Да. Замислете дете кој што самиот си ги решава проблемите, не трча по него мама и тато му ги решаваат проблемите, му го пробиваат во животот, него самостојно е уште од мала возраст научен како да ги решава проблемите и он ќе се снајде во секоја во настаната позиција, а сега позициите во светот се менуваат со светлосна брзина. Тоа дете ќе биде многу поспособно да се снајде во животот што доаѓа пред него. И втората многу важна особина што јас ја форсирам кај моите деца, кај моите ученици во академијата и насекаде кај што доаѓам во контакт, а тоа е поразот да се претвори во лекција. Најважната работа. И прифаќање, па и лекција. Прифаќање на поразот дека се случил, да се открие анализа зошто се случил поразот, а како тој пораз во иднина да не се повтори. Но тоа е малку потешко кај помладите. Тоа е потешко, но возможно со редовна играње, континуирано изучување на играта шах, тоа се постигнува. Затоа ги извоев овие две работи како суштински работи за нашите деца да полесно ги припремиме во светот што доаѓа, а навистина не знаеме како се доаѓа. Така, и кога веќе нели е наша тема и вештачката интелигенција заедно со шахот, можеби и не толку вештачката интелигенција се фокусира на ова кое што нели ќе го каже мајсторот или тренерот, а тоа е навистина прифаќањето на поразот, поточно размислувањето каде грешиме и што е оно кое што може да не направи подобри утре. Затоа сопствената анализа на сопствените партии најдобро треба да си го направи играчот. Исто како во животот, човекот треба самиот да си ги направи анализа на сопствените грешки во минатото за во иднина да не ги повторува. Тоа е, ако пречесто ја користите АИ-то, тој ќе ви ги реши сите проблеми. Вие ќе се навикнете без проблем да ги решавате проблемите, али не е тоа ваше решение. Ме разбирате? Цело време очекуваме одговор некој друг во случајов. Да. Ќе дојде момент кога ќе останете сами со себе тога што правиме. Ќе постојат такви моменти каде што АИ не може да помогне. Не знам, јас сум го користел АИ на во дадени области, особено во шахот, навистина дава погрешни одговори, па уште се правда дека тие одговори се извинувам, вие сте во право. Мислам, треба да се биде многу внимателен во користењето на вештачката интелигенција. Да користиме технологијата мудро и се разбира оно кое што меѓу другото е и придобивка, тоа се онлайн часовите кои исто се спроведуваат и од кои што нели нормално се наменети за учење. До тогаш технологијата ни користи, се разбира, за да бидеме попрактични и ефикасни, но во оваа другата страна или во овој друг дел веројатно малку, односно не малку повеќе со претпазливост. Шахот, најдобрата едукација во шахот е онлайн. Значи, да го стигнете шаховското знаење, најбрзо, најекспресно, најкорисно е онлайн учењето. Но шахот е игра помеѓу двајца луѓе и тоа мора да биде во живо. Значи, шаховските надпревари мора да бидат 1:1 во живо. Ако бидат онлайн, можноста за читинг, можноста за мамење се неограничени и тоа не е фер плей. Така да,
во право се што кажавте за врска со тоа. Урце, дали го имате вие впечатокот дека како поминува времето, бидејќи долги години сте нели во шахот, со шахот, па можете да направите на таква паралела од некогаш и денес. Се разбира дека е неопходно да постојат вакви иницијативи, да се поттикнуваат младите, да им се представи шахот, да се научат да играат, па потоа да покажат својата љубов и заинтересираност кон шахот како спорт, но дали забележувате дека некако се повеќе има интерес кон шахот во овој последен, па да речеме последниве, колку да ги кажам, една деценија, за разлика од порано кога ете и не толку било популарно. Да речеме, има повозрастни генерации во трето доба кои што навистина го практикуваат шахот, но тој измеѓу период некако како да и немаме некои... Мојата сегашна активност е одење во училиштата низ цела Република Македонија и представување на изборниот предмет шах со сите алатки кои што се изготвени за тој. Само што ќе одржам еден час со Александра Тичичче, со видејата на македонски јазик, со книгата да играме на шах, во една просторија, значи од ученици, околу 20-25 ученици, нема дете кој што не пројавува интерес и љубов спрема шахот. Да. Затоа што самиот програм, самиот изборен предмет е направен во форма на игра. Овде сакам да потенцирам една многу важна работа која што сакам да допрам до што поголем број мои колеги и колешки наставници да сватат дека најдобрата едукација, најдоброто учење кај дечињата се постигнува по пат на игра. Ако предметот го направат интересен, познам многу голем број професори по физика кои што самиот час го прават динамичен, интересен, со експерименти, да се задржи вниманието детенцето. Постојат голем број на математичари кои што ја вклучуваат самата компонента на игра во начинот на учење на математиката. Тоа е направено во изборниот предмет шах, каде што шахот се учи по пат на игра, по пат на динамика, доаѓање на смарт табла, играње, денс, значи детето ја засакува играта и ја учи 100%. Не постои дете кој што со оваа апликација нема научено да игра шах. Така да тоа е мојот апел до сите наставнички да го прилагодиме нашето како улогата на наставник, предавањето да го прилагодиме во модерните текови за детето прво за засека нашата област ние што ја предаваме и потоа да го посвети своето внимание на нејзе. Да, и сега бидејќи рековме следењето на модерните текови, на она што е актуелно и во светот или она што ни го носи технологијата, веројатно во самото предавање, покрај тоа што ќе се учи шахот и ќе им се представи така на дечињата, бидејќи живееме во дигитален свет, а тие многу подобро и од возрастните знаат како да влезат и во телефоните, и во апликациите, и во она кое што го нуди сега ChatGPT или како и да е за вештачката интелигенција и комуникација со истата, да им се посочи токму и тоа, она кое што е наша денешна тема, дека навистина постојат ризици ако неконтролирано се вежба со вештачката интелигенција или се поставуваат прашања. Токму така, но треба се нагласи дека модерната технологија во овој момент кај нашиве дечиња со овие заразните игри, кои што се направени врз база на игра, врз база на задржување на се подолго и подолго вниманието на дечињата, децата се повеќе и повеќе се насочуваат кон видеоигрите. Да. Се поголемо време посветуваат, па вие родителите, и особено ние родителите, мора да внимаваме да го ограничуваме интернет, да го кратиме времето. Шахот нуди можност технологијата да помогне во развојот на детето да ја совлада играта шах, да почне да ја учи, да ја едуцира и потоа да го донесеме во нормална човекова средина на шаховски надпревари со друго дете, да почне да ја практицира. Значи, сакам да кажам дека модерна технологија со правилна употреба може да се искористи во позитивни сврхи. Да. Тоа се и резултат денешниве тинејџери кои што владеат во светскиот шах. Во мое време, кога ја играв шах, Каспаров, Карпов, светски прваци станува на 30, од 30 до 40 година се рачунаше како златно време за шахот, тогаш како човекот е најстабилен, психички најсозрян и дава најдобри шаховски резултати. Сега во меѓу првите 10 има се намалува возрастната граница. 18 години. Синдаров има 19 години, игра меч за светски првак со Ѓукеш кој што има 20 години. Во мое време некој да ми кажел дека на 19 години, 20 години ќе дојдеш до меч за светски првак, тоа беше навистина незамисливо. Голем број фактори има тука удел, но важно е дека вештачката интелигенција, компјутерите, брзината, интернетот, брзината на споделување на информациите,
ние кога бевме, сеќавам јас кога играв шах, учевме од книги. Доека дојде и се испечати една книга, доека дојде на овие простори, поминува година. Сега мечот се игра во Индија, јас седам дома, си го гледам, вештачката интелигенција ми кажува грешката. Ние во наше време, јас кога играв шах, мислев дека Фишер и Каспаров не прават грешки. Ако некој се осудеше да критикува потек на Фишер, сите ќе му се смеевме. Па ти знаеш повеќе од Фишер. Сега компјутерот во рок во една секунда кажува каков бландер, каква грешка направил Магнус Карлсен, каков направил. Да. И денешниве деца се ослободени од тој авторитет, од тој како да кажам некоја хиерархија. Да. И тој притисок дека тие не може да бидат. Не, тие седнуваат, играат и победуваат се пред себе. И тоа е една навистина добра особина или одлична вест, дека навистина младите генерации со таа самодоверба или сигурни во своето знаење остваруваат големи резултати. И кога зборуваме за откривање на потенцијалот од мали нозе, нели родителите може да забележат интерес, но можеби оние кои не играле шах или не ја познаваат доволно играта, пак и не можат така да го забележат нели потенцијалот кој што понатаму ако се работи на истото може да доведе до големи резултати. Како вие го забележувате потенцијалот кај учениците, кај оние кај што училиште, кај што одите, со кои што разговарате и кои што би требале да се издвојат за понатаму да продолжат со напредување? Вака сега. Целата овој проект, шахот како изборен предмет, прво е наменат за развивање на потенцијалите кај сите деца. Но ја како шахист, како голем љубител на шахот, една од идеите на самиот проект е изнаоѓање на талентираните дечиња, кои што според моето долгогодишно искуство како наставник, во секоја училница постојат минимум 2 деца кои се голем шаховски таленти. Тоа ми го кажува моето искуство од 10 години работа со деца во училница. И сега како е направен системот? Значи, наставникот ги учи дечињата на најосновните работи, како се движат фигурчињата до шахмат, преку апликациите. Во секој училиште, втората фаза е создавање на шаховски секции. Веќе во Кирил Печиновиќ имаме шаховска секција. Во Гоце Делчев училиште од септември почнува шаховска секција. Тоа се наставници, дали бивши шахисти, дали големи љубители на шахот, кои што ќе ги одвојат талентите од секој клас, тие 2 дечиња, и после часови ќе почне со нивна уште поголема надоградба со посложени задачи, играње мини турнирчиња. И тука сега треба да дојдеме ние шахистите, мајсторите, велемајсторите, интермајсторите, да ги посетиме тие шаховски секции и најголемите таленти да ги насочиме во шаховските клубови. Алкалоид, Гамбит, Куманово, Гостивар, во секој град во Македонија постои шаховски клуб, постојат шаховски тренери, да ги донесеме. Сега сме веќе тука да го спомнам ако не е на одмет, 30 април во основното училиште, сега во четврток во 15-17 часот почнува шампионатот на Македонија во возрастни категории од 8 до 18 години, каде што очекуваме над 150 деца од сите шаховски клубови во Македонија да се пријават и да ги најдеме шампионати до 8, 10, 12, 14, 16 и 18 години во машка и во женска конкуренција, кој што ќе представуваат Македонија на европските и на светските првенства оваа година. Кога сето тоа ќе се сега во овој момент имаме 150 деца, можеби 200 деца кои што учествуваат на тие надпревари. Кога ќе заживее овој систем кој што го инициирам веќе 15 години, јас верувам дека на првенството на Македонија ќе имаме илјадници деца. Интересен е фактот да се споредиме со развиените европски шаховски земји, Франција и Германија. Ако сакаме да го достигнеме нивото на развој на Франција, на првенството на Македонија треба да играат 700 ученици. 700 деца да играат на првенството на Македонија, да бидеме еднакви, зборувам сега на односот жители држава. А ако сакаме да стигнеме Германија, германците треба да имаме 1200 деца на првенството на Македонија, се зборувам деца кои што работат активно во шаховските клубови. Се надам дека еден ден и тоа ќе дојде кај нас. Па да, веројатно ова иницијатива или воведувањето на шахот во училиштата како изборен предмет би требало да доведе до тоа, иако е тоа процес за кој што треба време, но ќе бидеме трпеливи бидејќи шахот постои и ќе постои, а со како што споменавме технологијата и сето она кое што е достапно, веројатно и намалување на возрастната граница и се помали или помлади шампиони кои што некако представуваат и пример и мотив за младите генерации. Го споменавте надпреварот, пријавувањето е во тек? Да, до 30 април е пријавувањето на
на шампионатот на Македонија. Секој дете кој што посветува внимание, секојдневно внимание игра и мисли дека може да учествува на шампионат е добре дојдено. Не мора да биде член на шаховски клуб, значи секој може, секој граѓанин на Република Македонија, само ова е првенство на Македонија, може да учествува на тој надпревар. И сега би сакал да спомнам уште еден настан, кој што ќе биде крајот на месец мај. 16 мај почнува големиот фестивал, младенски фестивал Квалитет, кој што јас веќе го организирам 10 години поред, кој што е едноставно лулка на шаховските мајстори во Македонија. Преку овој турнир излегува најдобрите македонски шахисти што овој момент се во Македонија. Антон Златков, Емил Ристевски, Андреј Велјановски, Никола Николовски, Тони Лазов, мислам он не учествувал, добро, сакам само да го спомнам како во врвот на македонскиот шах. И овој турнир е многу значаен, кој што е меѓународен и доаѓаат дечиња и од сите околни држави, но и од цела Европа, едноставно место каде што можеме да ги споредиме нашите достигнувања во младинскиот шах во овој момент во Македонија. Одлично. Ети тоа ќе биде повод можеби за наша следна средба некаде во мај, да позбруваме и за тоа и дополнително да го најавиме. Само еве уште една информација кон крајот, каде ќе бидат европските и светските првенства? Светското првенство е поделено во две групи, од 8, 10 и 12 ќе биде во Грузија, светското првенство, а од 14, 16 и 18 ќе биде во Италија. А додека Европското првенство сите се на исто место во Родос во Грција. Близината на Грција е доста атрактивна и секогаш учествуваме со максимален број на учесници кога е Европското или светското првенство во Грција. Убави дестинации, но се разбира и можност на оние кои што ќе се надпреваруваат и ќе бидат дел од овој надпревар или првенството, државното првенство кај нас, така? За да може да се пласираат и да заминат на некои од европските, па дај Боже и светските првенства. Од се благодарам за вашето време и за разговорот на оваа тема, која што веројатно е само почетна или како ќе се движиме напред во времето или во иднината, веројатно уште многу прашања и дилеми ќе имаме во поглед на ова, но рековме и ќе го оставиме тој заклучок дека да, вештачката интелигенција е добре дојдена и е дел од нашата реалност, не е веќе иднина, но треба да знаеме како мудро да ја искористиме и секако да биде контролирана од наша страна. Секогаш треба да имаме power off. Да не заборавиме да го исклучиме копчето кога тоа е потребно и се разбира да продолжиме онаму каде што човекот нема замена, се разбира човекот нема замена, ќе го гледаме од аспект на тоа дека вештачката интелигенција може да ни помогне само тогаш кога ќе побараме помош. Ви посакувам успех во сето она кое што го правите и верувам со нови и добри вести ќе се видиме во следна прилика.